Со надпреварите од 13-тото коло започна пролетната полусезона во првата кошаркарска лига на Македонија, каде кандидатите за титулата победнички отворија новата година. МЗТ Скопје славеше голема победа против Битолски Пелистра на домашен терен со резултат од 82, 62 или 20 поени разлика. Шампионот тргна одлично, особено во првата четвртина кога МЗТ Скопје беше подобар со 20 наспротив 7, со што беше веќе најавена победата, откако првата четвртина се покажа како клучна. На голема победа се радува и кошаркарите на Работнички, кои со 103-68 славе висока победа над Шкупи, екипа која продолжи серијата на порази од минатата година. Втората и третата четвртина беа пресудни за овој голем пораз на Шкупи, а на што пак Работнички дојде до посакуваната цел. Текве што само еден поен разлика се израдува на триумф и победнички отвори 2025 година, откако на домашен терен со 84-82 го доби тимот на Куманово, изравнен меч во текот на сите 4 четвртини, а во втората четвртина беше клучен за триумф на кавадаречкиот тим, додека пак Куманово во последната четвртина се обиде да ја надокнади разликата, откако истата ја доби со 15-23, но сепак на крајот загуби со само еден поен разлика. Кожув беше преселен против Вардар, откако на гостински терен со 77-103 славеше голема победа и тоа во после 3 порази кои ги забележа на крајот од 2024 година се враќа на победничките патики. Тимот од Гевгелие сериозно се вмешува на врвот од табелата. Чаир на домашен терен со 85-82 тесно го доби тимот на Феникс и после серија порази дојде до триумф, односно позитивен резултат, а на триумф се радуваше и ТФТ Скопје кој со 77-71 славеше над Гостивар. На врвот од табелата МЗТ Скопје со 23 поења, толку има и ТФТ Скопје кој е втор. На третото место е Кожув со 22 поења, толку има и Пелистер кој е на четвртото место. На дното е Вардар со 13 бодови, единствен тим без триумф.